Севсите им донесе проблеми на приватните превозници. Во услови на густ сообраќај и без посебни жолти ленти, автобусите тешко се движат низ градот, а камерите ги казнуваат дури и кога поради должината на возилото не успеваат навреме да поминат на зелено светло. Тоа ги чини 250 евро олеснување на паричникот, но и одземање на возачката дозвола. Голем е сообраќајниот метеж. Имаме чекање, многу автобусите не можат да стигнат од точка А до точка Б на времено и посебно имаме проблем на сообраќајниците каде што кога имате, знаете, сообраќајен метеж, семафорот трепка зелено неколку секунди, автобусот е долг, тој додека да помине, значи има проблем, камерата ќе го слика и автоматски ни стигнуваат казни од 250 евра. Предупредуваа дека ако повеќе возачи добијат ваква казна во рок од една седмица, ќе следува колапс на автобускиот јавен превоз. Замислете, за една недела 10, 15, 20 возачи да добијат таква казна и таква забрана. Значи ние ќе бидеме принудени да ги паркираме автобусите, затоа што ќе немаме замена, ќе нема кој да ги вози автобусите. Од почетокот на февруари од Кајнив само еден возач заработил казна. Од надлежните бараат автобусите да се вметнат во посебна категорија, каде ќе имаат посебен трак на толеранција. Дополнително, како решение нудат и нивниот GPS да се поврзе со семафорите, за да бидат дел од смарт зелениот бран. Со ова автобусите значително брзо ќе циркулираат низ скопските улици. Градските власти одлучија секој возач на ЈСП на кој ќе му стигне казна дека прекршил некое сообраќајно правило, сам да си ја плати истата. Ова предизвика револт кај дел од вработените. Возачите кои инсистираа на анонимност велат дека овие казни представуваат голем финансиски товар и на онака ниските плати кои ги земаат, бараат надлежните да изнајдат друго решение. Ние прашавме во ЈСП колку возачи заработиле казни, но одговор не добивме. Габриела Лескова, Сител телевизија.